Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Надлежните министри од Западен Балкан во моментов одржуваат онлайн состанок со представници на Европската комисија, на кој се отвара прашањето за проблемот со кој што се соочија транспортните превозници од регионот, а кој што се однесува на нивниот престој во Шенген зоната. На состанокот ќе присуствуваат министри за внатрешни работи, за транспорт и за европски прашања од земјите од Западен Балкан, а од другата страна ќе бидат представници на генералните директорати на Европската комисија за проширување и источно партнерство за мобилност и транспорт и за миграција и внатрешни работи. Министерот за транспорт Александар Николовски во петокот изјави дека е оптимист дека состанокот што Европската комисија за денеска им го закажа на министрите од 6 земји на Западен Балкан ќе резултира со договор за престој на транспортерите во Шенген зоната. Сепак, како што рече, дури и договорот да се постигне денеска, ќе треба време тој да почне да се применува, бидејќи треба да биде изгласан од земјите кои што се членки на Шенген зоната и од Европската комисија. Портпаролот на Европската комисија за внатрешни работи Маркус Ламерт во петокот изјави дека комисијата е свесна за загриженоста што изразија транспортните оператори од Западен Балкан, внимателно ја следи ситуацијата и е во контакт со партнерите од регионот. Врз основа на размислувањата ќе се разгледува и воведување ново законодавство со специфичен сет правила за продолжен курс престој на ниво на Европската унија, изјави Ламерт, додавајќи дека засега не би можел да даде никаква временска рамка за овие нови правила. Министерот за европски прашања и прв потпредседател на владата Беким Сали е во прва официјална посета на Брисел. На агендата на Сали денеска е средба со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Таа следи по серијата билатерални средби во текот на вчерашниот ден. На средбите е разговарано за напредокот во евроинтеграциите, реформската агенда, планот за раст на Западен Балкан и дигитализацијата на услугите. Сали ја потврдил посветеноста на земјата кон европскиот пат и нагласил дека билатералните прашања не треба да го кочат процесот на интеграција. Економијата, дигитализацијата и конкретните резултати се во фокусот на посетата со јасна цел придобивките од овие активности директно да ги почувствуваат граѓаните, порача од Дубај, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој заедно со претседателката Гордана Силјановска-Давкова учествува на светскиот самит за влади. Муцунски информира дека ќе оствари средба со вице-премиерот и министер за надворешни работи на Обединетите арапски емирати Шејкот Абдула, на која ќе биде потпишан меѓувладин меморандум за соработка во областа на модернизација на владата и државната администрација. Муцунски најавува и повеќе билатерални средби со шефови на држави и други високи представници. Ставот на владата дека општиот колективен договор треба да претрпи измени беше исправен затоа што како влада треба да бидеме одговорни кон сите граѓани и не може да дозволиме да има намалување на платите, особено кај оние со најниски примања во администрацијата. Вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во гостување во 360 степени, во кое потврди дека за минималната плата треба да се договорат работниците и работодавачите, затоа што платите за работниците во приватниот сектор ги обезбедува приватниот сектор, а владата е задолжена да ги обезбеди платите на администрацијата. Па сметам дека логично е владата да биде како наблюдувач во тој процес од една единствена причина. Платите ги обезбедува приватниот сектор за работниците во приватниот сектор. Владата е задолжена да ги обезбеди платите на администрација и мислам дека во изминатава повеќе од година и половина тоа успешно владата го прави. Во однос на тоа нели што треба да договорат двете страни, работодавачите и работниците, сметам дека исто нели како и владата треба диалогот да го водат меѓу себе и да постигнат договор меѓу себе. Како што кажавте, Министерството за финансии е член во Социјално-економскиот совет. Со советот председава министерот за економија. Ние тука едноставно, ја следиме целата состојба.
А Сојузот на синдикати за денеска попладне најави пресконференција која доаѓа во пресред на средбата која представници на УПОС треба да имаат со владата пред крајот на оваа недела. Првиот човек на синдикатот, Слободан Трендафилов, утрово на социјалните мрежи ги повика работодавачите да се солидаризираат со работниците и да извршат притисок врз владата и да договорат повисоки плати во кои владата би учествувала со времено покривање на дел од придонесите. Ке го следиме овој настан, детали ќе имаме во вестите во 16. Трендафилов, избраник на СДС, кој преку Јованка Тренчевска беше поставен за председател на ССМ и ден денес продолжува да ги извршува насоките делегирани од партијата, велат од ВМРО-ДПМН во соопштение утро. Само за да му се одолжи на СДС затоа што го поставија на председателското столче во ССМ, Трендафилов заедно со неговите другари ја продолжија послушноста која синдикатот ја има историски кон оваа партија. Како на дугме, кога СДС е опозиција и му треба тема за политички поени, ССМ се активира и бара повисоки плати, а кога СДС е власт и кога инфлацијата е двоцифрена, платите стагнираат, а вработените по институции со месеци немаат плата, Трендафилов никаде го нема да се побуни за тешкиот живот на работниците и на сите граѓани, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од ВМРО-ДПМН. А СДСМ бара одговорност од полицијата затоа што 5 тони марихуана излегле од Македонија и биле запленети во Србија во рамки на голема полициска акција. Од СДСМ сметаат дека структури од власта мора да биле вмешани во овој случај. Втор ден поред, власта молчи за картелскиот скандал со заплена на 5 тони дрога од Македонија во соседна Србија. Молкот е потврда дека власта се обидува да го заташка скандалот и да ги заштити виновниците. Како тоа поминале 5 тони дрога преку македонската граница, а нема одговорност од никој? Нели има сейф-сити камери, скенери и контроли на граничните премини? И никој ништо не видел, не чул, додека така дрога од 5 тони така лесно се пренела. Без подршка, заштита и логистика од структури во власта, во МВР, во царина, криминал од вакви размери не е можен. Прашање уште колку вакви пратки дрога редовно поминувале, колку уште тони дрога се пренесени преку македонските граници и уште колку тони дрога се уште се шверцува. Овој картелски скандал покажува докаде одат пипците на криминалот и корупцијата на власта. Само што почна да функционира сейф-сити системот, повеќе од 100 возачи веќе останаа без дозвола откако камерите регистрирале посериозни прекршоци, како на пример поминување на црвено светло. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вчера во телевизиско гостување рече дека податоците покажуваат дека во тест периодот имало возачи кои добивали и по 40 прекршоци кои повлекуваат од земање на дозволата. Но стравот од казните веќе се чувствува на улиците, па како очекуван беше податокот дека од околу 100.000 казни, колку што имаше на почетокот на воведувањето на системот, од почетокот на месецот бројката падна на нешто над 500 на ден. Конкретно, вчера регистрирани се 651 прекршок. Од нив за минување на црвено светло констатирани се вкупно 50 прекршоци, за возење со брзина поголема од дозволената констатирани се вкупно 585 прекршоци, а нерегистрирани возеле 16 возила. А покрај камерите, полицијата продолжува и со онаа традиционална контрола на сообраќајот во текот на последниот ден, лишени од слобода биле дури 8 возачи кои возеле под забрана или пак без возачка дозвола. Како што информира полицијата, на сите 8 возилата им биле одземени и ќе добијат и кривична пријава за безобзирно возење. Овој блок информации од нашата дописничка мрежа го почнуваме од Струмица, каде до 10 февруари тече рокот за пријавување на штети од поплавите што ги предизвика обилните дождови и излевањето на реките на 26 и 27 јануари. Според најавите, теренската проценка ќе почне веднаш по истекот на рокот за поднесување на барањата. Деталите се во прилогот на колегата Зоран Ѓоргиев кој се јавува од Струмица. Почна пријавувањето на штетите од поплавите што ги предизвика обилните дождови и излевањето на реките на 26 и 27 јануари во општина Струмица. Оштетените граѓани имаат рок до 10 февруари да ја соберат потребната документација и да ги поднесат пријавите до Општинската комисија за проценка на штети.
Од општината информираа дека проценката ќе се врши исклучиво за имот кој е соодветно евидентиран во имотниот лист, додека барањата со нецелосна или неусогласена документација нема да бидат разгледувани. Доставена комплетна документација која вклучува имотен лист на име на барателот, нотарски заверена изјава дека имотот не е осигуран, лични податоци и трансакцијска сметка. Да напоменам дека оштетениот имот мора да биде евидентиран на имотен лист, инаку во спротивно барањето нема да биде разгледано. Комисијата ќе постапува по сите уредно поднесени барања, ова се подразбира во смисла целосна документација, согласно законските прописи. Според најавите, теренската проценка ќе започне веднаш по истекот на рокот за поднесување на барањата за проценка. Со оглед дека периодот е 10 февруари, комисијата е потребно да излезе час побрзо со цел пообјективно да биде процената штетата, бидејќи станува збор за поплавени имоти во смисла на ниви, но и домови. По завршувањето на проценката на терен, од страна на Општинската комисија ќе биде изготвен елаборат за утврдување на висината на штетите, кој потоа ќе биде доставен на усвојување до Советот на општина Струмица. Во поплавите што го погодија Струмичкиот регион минатата недела беа зафатени повеќе земјоделски површини, а штети беа предизвикани на одредени домови и сточарски фарми. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Вработените во текстилниот сектор и оние во услужните дејности се најголем дел од работниците кои лани останале без законски гарантираното право на регрес за годишен одмор. Синдикатите кои ги следат овие гранки апелираат до надлежните да ја засилат контролата. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Негативен рекорд поставија македонските работодавачи во однос на исплатата или поточно неисплатата на регрес за годишен одмор за минатата 2025 година, покажуваат податоците прибрани и доставени до Гласен текстилец. Во годините наназад некои работодавачи во реалниот сектор, со чест на исклучоците, исплаќаа по 100, 200, 500 или 1000 денари по основка 15, а за лани целосно ја изфрлиле оваа обврска кон своите вработени. 2025 година најголем дел од работодавачите се охрабрија да не исплатат воопшто К15, што не е дозволил според колективниот договор кој што го имаат подпишано Сојуз на синдикати на Македонија и Организација на работодавачи, а има и такви кои што, например, работниците се стекнале со право на К15, меѓутоа си дале отказ или слично и не им беше исплатено и сега треба да се прават контроли, веќе се вршат контроли од страна на Државен трудов инспекторат. За да се изигра законот, а со тоа и работниците, фирмите треба да прикажат дека тековната година работеле со загуба. Симптоматично е тоа што секоја година идентични компании прикажуваат негативно салдо на своите сметки. Може би се во загуба. Може би не се. Меѓутоа срамота е секоја година да бидат во загуба. Тие не можат да пријават загуба, бидејќи финансиските извештаи за 2025 треба да ги достават до управата за јавни приходи, односно треба да направат завршна сметка и да спроведат завршна сметка до крајот на март, почетокот на април. Не може да знаат дали биле во загуба или не биле во загуба, така да мислам дека прават и кривични дела. Најголем дел од работниците кои останаа без овие средства се од текстилниот сектор и вработени во агенциите за обезбедување или хигиенски услуги. За Сител, Трајан Ристовски. Докторите апелираат до граѓаните да не земаат антибиотици на своја рака. Објаснуваат дека нерационалната употреба го намалува нивното влијание во оние моменти кога тие се неопходни. Нашата охридска дописничка Нина Аритоновска денеска е на оваа тема. Прекумерната употреба на антибиотици представува сериозна закана по здравјето. Македонските граѓани се почесто антибиотиците ги земаат на своја рака, без лекарско мислење, па наместо да лекуваат. Тие само ја зголемуваат отпорноста на бактериите. Многу од лекарите се нашле во ситуација под притисок на пациентите за побрзо оздравување, да бараат да им биде препишен антибиотик. Земаат антибиотици без лекарски рецепт, значи без преглед или консултација. Понатака следна грешка која што ја прават е во однос на дозирањето и во однос на време траење на терапијата, односно често знаат да земат помали дози или да ја прекинат терапијата предвремено со првото подобрување на симптомите, кога бараат антибиотици за вирусни инфекции, кога антибиотиците не делуваат и кога нема доволно знаење кога е потребен антибиотик, па имаат нереални очекувања и притисок врз лекарите.
Македонија е една од земите во Европа и регионот каде потрошувачката на антибиотици е зголемена. Многу често се земаат овие лекови без рецепти, па затоа потребни се засилени контроли и поголеми казни. Антибиотиците во аптека треба да се купат исклучиво со медицински рецепт. Контроли постојат, да, меѓутоа веројатно не се доволно строги или континуирани. Има случаи кога се уште може да се купи антибиотик без рецепт. Тоа е најверојатно заради притисокот од страна на пациентот и заради тоа потребна е континуирана едукација на пациентите за употребата на антибиотиците. Докторите алармираат дека треба да се работи на подигање на свеста кај граѓаните. Потребна е рационална употреба, бидејќи отпорноста на антибиотиците може да предизвика смртни случаи. Нина Аритоновска, Сител телевизија.